Сега най-много сакам да се вратам в Украина, да завърши войната, ама за овој момент сега сме тука. Тук ми е много убаво, одам на школа, имам другари. Моята най-голема желба да се враќам во Украина и да нема војна. 12-годишната Људмила и 7-годишната Кира копнеат еден ден повторно да се вратат во својата татковина. Во меѓувреме, тие посетуваат македонско училиште, но не ги забораваат своите другари кои останале во Украина. Људмила, која живее во Струмица, во меѓувреме успеала да го научи и струмичкиот дијалект. Се здружив со децата, како што говораа децата, и јас се научив од нив. И у школа много често говориме на струмички, само на часови на литературен и така нешто. Јас ги викам моите другари на гости. Мама прави украинските специалитети, супи, салати и они пробуват нашите специалитети. И много кои деца, нивните майки викат да им направя нашиот специалитет. Се играм со своите другарките во некои игрите во телефон, мислам дека со сестра ми од Украина. Се играм со своите другарки од училиште украинско и се играме, се пишуваме, се звониме за другите деца. А Људмила и Кира заедно со 20 на деца и нивните мајки беа на неколкодневен едукативен камп во Струга. Со нив работеше тим од волонтери на Црвениот крст на Скопје. Преку креативни работилници, забавни игри и дружење, целта е овие деца да се чувствуваат како да се дома. Во Струга имавме активности друштвени, имаше психолог кој правеше на социјални игри. Одиме на плажа, се дружиме, се бањаме заедно, правиме забавни игри. Кампот е само еден начин и дополнително е да им дадеме помош и поддршка, едноставно да го улесниме нивниот престој тука во нашата држава. Секој во земјата дошол со своја приказна. Некои ги оставиле семејствата во Украина, како што е Вира. Таа работела на трговија со земјоделски производи од нејзината држава. Прв пат јас дојдев после војна, кога како требаше да купуваме зелка за Украина, затоа што порано големи количини купуваме од Херсон. Во тоа време Херсон беше под Русија окупирана и директор на мојата компанија каже оде во Македонија и гледа дека можеме да купиме за Украина зелка. Сепак, нивниот престој во земјата не е едноставен. Главен проблем е неможноста во целост да ги остварат своите права за здравствена и социјална заштита. Најголема проблема, мислам, е тоа што украинци имат мало права во Македонија. Многу фала на земја што ние можеме тука да бидеме. Многу тешко за здравствено осигурување да добиеме. Тука како странци и само можеме да живееме, ама не можеме повеќе. Дарија која денес им предава англиски јазик на украинските деца, вели дека во Скопје се чувствува како во нејзиниот роден град Херсон. И јас тука ако дома, да, надежда што верува што заврши. Најголема желба заврши војна. Може после живеам на две земји, да, Украина и Македонија, кто зна. Македонија многу близко, да, многу слично со Украина. Менталитет, организација. Од Црвениот крст им помагаат во разни ситуации, велате се одчуваат со многу предизвици, болести, секојдневни состојби менаџирање на хронични заболувања. Една од компонентите од проектот вклучуваше токму поддршка со готовински трансфер или кеш трансфер, што ние го нарекуваме, за остварување на правото на здравствена заштита, односно за уплата во нашиот фонд за здравствено осигурување и да ги живеат правата како македонските граѓани, меѓутоа и за оние најтешките случаи кога се наоѓаа во најголема итност и животозагрозувачка состојба, бевме подготвени да ги платиме болничките услови. Но сега по повеќе од 2 години украинските бегалци сместени во земјава може да поднесуваат барање за добивање на статус азиланти, со што ќе имаат здравствено осигурување и ќе добијат можност за вработување. Според евиденцијата на Црвениот крст, од почетокот на војната кај нив за помош се обратиле повеќе од 800 лица од Украина. Во моментов 350 лица активно биле вклучени во нивните активности. Сепак, бројот на украински државјани според МВР и Министерството за одбрана во Северна Македонија, вели Валкановска, е околу 6000. Ова е трета година како се организира овој едукативен камп, каде најмладиот учесник е дете на возраст од 1 година, а највозрастниот 17 години. Од Струга, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.